Тројца работници на Кочански водовод се нападнати додека работеле на отстранување на дефект на улицата Белкамен, кај едниот од вработените констатирани се повреди на главата, кај вториот скршеници на ногата, а третиот поминал со полесни телесни повреди. Според информации на ТВ Стар, работниците биле жртва на гневот на седумина кои ги нападнале и претепале додека си ја вршеле работата. Инцидентот го потврдуваат и од полицијата, од каде веќе работат на случајот, поради што се воздржани за повеќе детали. Се работи на утврдување на деталите и околностите под кои се случил настанот. По комплетирање на документацијата ќе бидат превземени соодветни чекори. Информираат од СВР. Јавното комунално предпријатие Водовод деновиве се соочува со голем број дефекти и прекини во водоснабдувањето, што веројатно било причина за нападот врз работниците. Од денес тројцата нападнати работници се на боледување, па ситуацијата дополнително ќе се искомплицира, велат од предпријатието. Останавме со половина екипа од групата за одржување и ќе биде навистина тешко по инцидентот во период на годишните одмори да одговориме на сите предизвици. Се надеваме повредените колеги што е можно побрзо да ни се вратат. Информираат од Водовод. Вкупната примерна и секундарна водоводна мрежа е со должина од 160 км, а околу 200 км изнесува приклучната мрежа до потрошувачите. Дневно во Кочани се случуваат по 5 до 6 дефекти, вклучувајќи викенди и празници. Инцидентот во Кочани е најголем, но не е единствен во кој се соочуваат вработените во јавните предпријатија во регионот. Освен во Кочани, со немили ситуации речиси секојдневно се соочуваат и вработените од останатите јавни предпријатија во регионот. И тоа е проблем кој треба да се решава. Има цели улици и населби каде инкасатори и сервисни екипи на јавните предпријатија не влегле со години од страв по сопствената безбедност.